Така, драги, како што кажате и во најавата, според последните податоци на Државниот завод за статистика, бројот на странски туристи кои што ја посетиле Македонија во 2025 година е поголем за 10,3% во однос на 2024 година. На што се должи сето тоа што најмногу сакаат странските туристи да посетат, да видат овде во Македонија, дознаваме од разговорот во продолжение со подпредседателот на Македонската асоциација на туристички водичи и придружници, господинот Елвир Садиковиќ. Господин Елвир, добро утро и благодарам што сте дел од Македонија наутро. Добро утро вам и на гледачите на Македонската телевизија. Така. Ајде, најпрво она што е најактуелно, би рекол, зголемувањето на бројот на странски туристи во земјава. Според вас, на што се должи тоа? Што мислите дека е главна причина за изминатава година да имаме зголемен број на странски туристи кои што ја посетиле Македонија? Прво мораме да го кажеме фактот дека во минативе неколку години, можем да кажеме и повеќе од 10 години, Македонија и Балканот станат дел од тие големи балкански тури. Секако да на прво место е нашите природни убавини, атрактивните туристички дестинации, а секако и дека е богатото културно-историско наследство кој што го имаме во нашата држава, привлече, можем да кажем, доста голем број на странски туристи во минатиот период. Верувам дека тој тренд ќе продолжи понатаму. Меѓутоа, за да успееме малце многу повеќе или ова цела наша држава да направиме уште поатрактивна дестинација, мислам дека треба да се работи малце повеќе и на една подобра и поорганизирана промоција на нашите туристички дестинации и нашите природни убавини. Така, во однос на странските туристи, од кои земји најмногу има интерес да ја посетат Македонија, кои знаменитости овде во Скопје им се најинтересни на туристите? Според податоците кои што ги имаме, број 1 можем да кажем во 2025 година, меѓутоа и оваа година се очекува според некои неофицијални информации дека од Република Турција, значи има најголем број на странски гости, односно туристи. Втори по посета се од Германија, а секако дека не смееме да ги заборавиме, тука се и нашите соседи од Грција, Бугарија, Србија, Црна Гора, секако од просторите на бивша Југославија. Тоа што сака да го видат она што е изворно, она што е автентично, тоа што го имаме ние, со што можеме да се гордееме. Скопје, град со богато културно-историско наследство, Скопската чаршија и многу останати културно-историски споменици кои што навистина привлекуваат големо внимание кај туристите. Така, предпоставувам дека по Скопје Охрид е најинтересен за секако балканскиот Ерусалим, можеме да кажеме дека е Охрид по својата убавина, нормално град заштитен од УНЕСКО, град кој што зарачи со својата убавина, со својата култура и со својата уникатност, секако дека е најпривлечен. Меѓутоа, мораме да кажеме дека во последниве неколку години, значи покрај Охрид и Битола е доста посетен, а секако и Тетово, заради исто така културните историски споменици кои што се наоѓаат во тој град, и сметам дека и ова година ќе имаме доста голема посетеност, меѓутоа треба да се работи малце повеќе на подобра и поорганизирана афирмација. Така. Како што кажавте и вие дека Македонија полека но сигурно станува на мапата на светските туристи, ја има на мапата веќе години наназад, не само изминатава година. Како стоиме со туристички водичи? Дали можеме да одговориме на побагувачката, би рекол, дали имаме доволен број на лиценцирани водичи во земјава? Македонската асоциација на туристички водичи и придружници, во кој јас сум подпредседател, нашата управа од самото формирање увидовме дека немаме доволно квалитетни туристички водичи, едуцирани, кои што ќе можат да пружат туристички услуги, односно туристичко водење, и ќе можат со своето знаење и со своето искуство да можат да одговорат на тие предизвици, а предизвиците се поразлични и поголеми туристички групи кои што доаѓаат на територијата на нашата држава. Овој проблем го видовме, секако дека работиме, веќе поднесовме повеќе елаборати и повеќе предлози до Министерството за култура и туризам
за да се зајакне тој начин на едукација и квалитетно едуцирано со создавање на нови кадри, туристички водичи кои што ќе можат да одговорат на предизвиците кои што ќе ги имаме во иднина со тие различни туристички групи кои што доаѓаат од различни странски држави. Можеме ли да очекуваме уште поголем број на туристи, еве и годинава и во наредните години? Неколку пати рековте дека неколку работи треба да се подобрат, меѓутоа дали сметате дека тој тренд може да продолжи во иднина? Секако може да продолжи, меѓутоа како што кажав, треба да се работи малце на повеќе на една организирана и поактивна промоција на нашата држава, на сајмите за туризам. Што повеќе да има рекламен материјал, што повеќе да имаме културно-туристичко информативни центри во градот и низ градовите, што поголемо присуство во странските медиуми, а секако дека треба доста да се вложи во инфраструктурата. Мораме да одржуваме таа постоечката инфраструктура, да се гради нова инфраструктура, бидејќи таа е многу битна до сите туристички дестинации. Главна комуникација, ако вие немате комуникација, ви не можете да стасате до местото кој што сакате да го посетите. Треба да се работи, да се направи една сеопфатна програма за една подобра промоција. Се надеваме дека до сега е можеби во некои рамки успешна, меѓутоа се надеваме дека во идниот период Министерството за култура и туризам ќе преземе повеќе активности и мерки за едно поорганизирано промоција и рекламирање на нашите туристички капацитети, нашата држава во светот. Така се надеваме и дека и натаму ќе бидеме уште поатрактивни на странските туристи. Господине Садикови, ви благодарам многу на овој разговор. Благодарам и вам. Така со господинот Елвир Садиковиќ, подпредседател на Македонската асоциација на туристички водичи и придружници, разговаравме за туризмот во Македонија, с големениот број на странски туристи во 2025 година, меѓутоа и за очекувањата во иднина.